Во однос на предлог законот за здравствена заштита имам некои недоумици околу критериумите, беше кажано до сега, нема место, ово, она, меѓутоа во пракса сите знаеме дека сосема друго се случува и дека инфективните оделенија, колегите од инфективните оделенија кажуваат дека кога сакаат да префрлат пациент на клиниката за инфективни болести или во 8 септември, не секогаш колегите им се јавуваат. Значи не можат ни да ги добијат. И тогаш пациентите, фамилиите на пациентите бараат врски за истите да бидат префрлени. Сега, дали ние сме запознаени и со една вистина, а министерот знае сосема друга вистина, дека се е во ред, дали неговите директори, ве прашувам, господине министер, дали ви го кажуваат тоа што на вистина се случува на клиниките, по оделени во градовите, или ви го кажуваат тоа што вие сакате да го слушнете, за тоа што вистината на вистина е сосема друга. Телефоните постојано звонат и луѓето барат чаре. Сега, прашањето ми е, макар што и претходно ние зборувавме на истата тема, само се навраќаме на кога треба овие луѓе што треба да се префрлат, ако треба да се префрлат во јавното здравство, во приватното здравство, во приватните здравствени установи, заради лекување од ковид, дали ќе има точно одредени критериуми, заради тоа што тука може да има и манипулации, одредени луѓе да бидат препратени само во приватните здравствени установи што ќе вршат дејност лекување на ковид болни, и поентата ми е кој ќе ги направи тие критериуми и дали ќе може да се врши една контрола во тоа кој ќе добие виза за да оди во приватните здравствени установи. Заради тоа што, како менталитет се знаеме, ќе има големи злоупотреби. А и самиот закон во кој што им се дава можност на тие што по своја волја ќе одлучат да одат во приватните здравствени установи, и тие влегуваат во референтната вредност од 40.000 до 300.000. Значи, тука пак губат само сиромасите. А тие што се парично добростоечки, пак ќе добијат. Наместо да платат вредност од 10.000 евра, 12-15.000, тие ќе платат до 5.000 евра. Значи, мислам дека можни се злоупотреби со ваквата поставеност на законот, и едно горчливо прашање, сега ќе излезам од темата, меѓутоа во Струмица ангиографот работеше на принцип. Доаѓаа професори од Ниш, од Белград, од Хрватска. 24/7 беа во Струмица сместени, едниот неа напушташе болницата додека не дојде другиот колега. Се обучуваше кадар во Струмица, истите беа пратени, веќе колегата од Белград се врати како интернист кардиолог, се направи коронарна единица, за да последните 3 години ангиографот не работи, не се направи, и со изговор дека сумата која што треба да се плати е 25.000 евра. А тука зборуваме за големи суми, за магнети, исто имаше голема диагностика и во однос на астма центарот, на пулмолошка единица се направи, а од тоа сега ништо не работи. А со однос на сегашниот закон, мислам дека ќе има многу манипулации, ќе се даде можност за понатаму за многу манипулации. Благодарам.